Што треба да се случи? Треба студентите да ни одржат лекција. Ова што пред малку го слушнавме беше можеби најубавото предавање, правна анализа на она безсмислена работа што ја добивме под наziv концепт од министер академик. Треба да ни се случи лекција по демократија во вид на оној марш во кој завчера чекоравме. Треба да ни се случи да не посрамат, и јас денес искрено признавам дека сум посрамена што сум овде на покана на студентскиот пленум. Не затоа што не го почитувам, напротив, туку затоа што ние како професори требаше ова одамна да го направиме, прво сами за себе, затоа што оваа реформа секако има импликации на вашиот статус во генеричка смисла, повеќе бидејќи вие покажувате доблест со тоа што се дигнавте во знак на солидарност за идните генерации, се обидоа да ве подкупат, да ви кажат, ама за вас тоа нема да важи. Неколкумина галамџи од секогаш едните исти, за жал се броиме, се препознаваме, го кажуваме ова истото, дека универзитетот мора да се претвори во жив организам, во жива една атмосфера во која ќе дебатираме за се што се случува надвор во општеството, за кое сме и ние делумно или многу одговорни, меѓутоа најмногу за она што не се случува тука. Јас не се сеќавам дека на некој наставнички совет, на некоја било каква неформална ваква трибина сме разговарале посериозно со исклучок на неколку обиви, повторно поттикнати од студенти. Во воведот рековте немаме знаци на студентски активизам. Немојте да бидете толку самокритични. Има. Немојте да ги заборавите семето и заложбите на Слободен индекс, на Сократовци, на Вокс академика, на неколку иницијативи кои колку толку го разбиваа сивилото во ова општество. Што треба да се стори? Тешко е да кажам, меѓутоа тука сме еве во знак на признание дека универзитетот е наш заеднички дом. Може би треба да тргнеме ние од собствената самокритика како професори, зборуваме многу за автономија, а вистинското прашање е што остана од автономијата? Што ние всушност браниме? Па ние капитулиравме години наназад. Ние, ова се последните наши трзаи и потези на луѓе кои дел од нас веќе чекорат и кон пензија, некои се и во пензија. И повторно се навраќаме на истите работи. Дали имаше дебата кога се носеше последниот закон во 2008-та? Мала, тивка, неколкумина кои се препознаваме. 2011-та, исто така. Пред известно време напишав колумна "Окупирајте го универзитетот". Таа беше упатена до вас како студенти, ама втората колумна беше "Ајде колеги, сега ние да направиме студентски професорски пленум". Оно што е чудно за УКИМ е првиот универзитет по некаква ранг листа и така натаму, ние меѓу себе не се познаваме. Ова е прв пат сега на влезот да се запознаваме со колеги, овде се од природно-математички факултет, од неколку други факултети, ние немаме збирно место. Она што се случува во ректоратот, простете, тоа е отуѓено од нас. Јас немам никаква повратна информација, немам никаков начин да се обратам, освен преку колумна. И неколку пати сум се сретнала со ректорот, откако сум му напишала колумна. Немам друг начин, нели е тоа срамота? Комуникацијата со деканатите е проблем. Затоа што морате да најавите, па ве повикуваат зашто сте ја издале општата адреса на филозофски факултет, па како сме збеле, државна тајна, тоа било за наша комуникација. А на таа адреса стасуваат и реклами за Виагра, па никому ништо, тоа е во филтер, така? Тука се однесува она моја забелешка за конформизам, за елитизам, ние сме нешто друго. И морам да кажам дека уште пред да седнеме овде, колегата Вилич имаше добра принципиелна може идеја, така желба да застанеме доле за да бидеме рамни
за да не бидеме ние екс-катедра повторно и од некаква, не знам, повисока позиција да разговараме. Пренесови од последниот ред кој се највисок. Затоа и се качихме горе. Затоа го прифативме предлогот дека ова не е знак на наша ароганција, туку желба на вистина да се слушнеме, затоа да имаме и овој микрофон и се останато. Оно што е за мене почеток на крајот на универзитетот, каков што јас го познавав или сакав, во кој сакав да го оставам својот живот, беше всушност законот од 2008 година, воведувањето на Болонјската декларација. Фактот дека, она што би рекла мојата во моментов за жал одсутна колешка Гордана Силјановска, која би ги испреча низините срдечни поздрави од Венеција, како член на Венецијанската комисија мораше да биде деновиве таму. Меѓутоа, уште во првиот момент кажа дека она што владата си го снила, па ќе си го стави на две хартивчиња како ова што сега не навредува министерот, ни дава нешто што не е концепт за кој ние треба да мудруваме по институти, по факултети, по деканати, по ректорати, интеруниверзитетска конференција. Гордана Силјановска го нарекува нормативен илузионизам. Значи, нешто ќе си смислите како концепт или ќе го позајмите од некаде и на крајот ќе видите дека не дава никакви резултати, односно дава погрешни резултати. За Болонјската декларација, јас се сеќавам само на една дебата во ректоратот, организирана од невладина организација во соdeјство со Министерството за образование, што значи повторно отуѓено од нас како база. Во ниту еден момент не сме ги преиспитале можностите за нејзина имплементација, резултатите кои ги дава и слично. Во моментов, тука ќе завршам, верувам дека се приближувам до крајот, во моментов само ќе завршам околу она што е сега актуелно. На 5.12. ни е испратен, односно ректорот испратил допис до деканите на, зборувам за УКИМ, верувам слично нешто се случува и на другите универзитети. И тоа стасува после празникот, се разбира, до факултетите, па потоа факултетската управа тоа го доставува до институтите, па во овие денови ние како институти од по 10 на 20, 30 луѓе кој како, треба да артикулираме став. А до понеделник, во краток рок, од значи 10 на дена, треба деканот, ја не знам како ќе успее тоа да го направи, јас сум загрижена за мојот декан, имаме 10 на институти, како ќе ги сумира нашите заеднички ставови. Кога ние прво не сме разговарале на наставнички совет, ние воопшто не сме седнале да разговараме, ние воопшто немаме ни електронска комуникација, освен некакви покани и слично, за да се сумира кој е ставот на филозофскиот факултет. Јас во овој момент можам да ви го кажам мојот став, не можам да го кажам на филозофскиот факултет. Тој ќе биде познат можеби во понеделник или вторник. Не можам да ви го кажам ставот на УКИМ, меѓутоа ме радуваат повремените овие сега сигнали дека правниот факултет го отворил, природно-математичкиот, Финки беше споменат и така натаму. Гледате ли колку децентрализирана е целата оваа дебата? Колку нам ни е потребно на едно место да се чуеме. И токму затоа јас сум ви бескрајно благодарна за тоа што вие, студентите, не собравте, не седнавте во овој амфитеатар да поразговараме за нешто за кој ние би требале одамна да имаме изграден став.